Град Скопје демантира дека прекинот на автобуската линија 33 до Долно Лисиче е резултат на финансиски проблем. Причината за редуцираниот возен ред е технички неисправно возило, а не недостаток на средства за регистрација. ЈСП Скопје има предвидени средства за регистрација и осигурување на возилото. Посечната старост на автобусите е 13 години, што укажува на потребата од нови возила. Во општина Кисела Вода се промовирани 10 нови метларки обезбедени преку проектот за јакнување на општинските совети, финансиран од швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа во соработка со UNDP. Градоначалникот Орче Ѓорѓевски нагласи дека проектот ја зајакнува транспарентноста и довербата со активно учество на граѓаните во изборот на приоритетите. Проектот е дел од напорите за подобрување на чистотата во општината. На 17 и 18 септември во старото градско јадро на старата скопска чаршија ќе се одржи манифестацијата Ритамот на чаршијата, организиран од ЈУ Детски културен центар Карпош и поддржан од град Скопје. Настанот ќе започне во 19 часот и ќе вклучи концерт од различни жанрови со цел да ја заживе чаршијата преку музички настапи во објектот Куршумлијан и Чифте Амон. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски го отвори обновениот свечен салон на основното училиште Димитар Миладинов. Реконструкцијата вклучува нови тавани, ѕидови и ламинати, а салата е веќе ставена во функција. Обновата и новиот мебел се финансирани со донации од училиштето. На 29.8.2024 година во село Арачиново двајца мажи беа погодени со огнено оружје. 25 годишникот селото претрпел прострелни рани и бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза. Полицијата лишила од слобода 22 годишник од Арачиново. Кривични пријави се поднесени против 3 лица за обид за убиство и предизвикување општа опасност. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно ќе ја